Најпрвин, дозволете ми да ја повторам оценката дека Демократската унија за интеграција е задоволна од текот на изборниот процес и од постигнатите резултати. Ова е историска победа, една од најголемите победи во историјата на Демократската унија за интеграција. Затоа, заслужни се нашите гласачи во нашата земја и тие во диаспората и токму на нив им ја посветуваме. Главната причина зошто денес сум пред вас е поради фактот дека ние, како Демократска унија за интеграција, имаме сериозни забелишки за начинот како се гласаше во диаспората, односно во Европа, Соединетите Американски држави и во Австралија. Демократската унија за интеграција ќе ги искористи сите правни и институционални средства кои се на располагање, се со цел да ја брани до крај политичката волја на албанските иселеници во диаспората. Ние сметаме дека процесот за избор на претеници од диаспората не може да биде затворен без да се земат во предвид претhodно забелешките за сериозните неправилности кои ги придружиле изборниот процес, зашто ние веќе сме поднеле жалба до Државната изборна комисија. Оценката на Демократската унија за интеграција, како главна албанска партија во Македонија, е дека изборниот процес од 26 април во Европа, Америка и во Австралија карактеризираше со невидена злоупотреба на политичката волја на нашите граѓани и селеници. Затоа сметаме дека резултатите од изборите во сите три изборни единици не може да бидат доверливи и прифатливи за Демократската унија за интеграција, се додека не се надминат неправилностите и не се повторува изборниот процес таму. За запознавање на јавноста тука и во светот, принудени сме да констатираме дека изборите од 26 април беа придружени со манипулации и интервенции во избирачкиот список на штета на иселениците албанци. Околу 3000 наши иселеници кои аплицирале со целокупната потребна документација се случи да бидат избришени на скандалозен начин од избирачкиот список, односно беа лишени од уставното право на глас. Зошто и кој ги избриша нив? За тоа треба да даде одговор Државната изборна комисија. Како и ова да не беше доволно, па затоа целата институционална инфраструктура, почнувајќи од Министерството за надворешни работи во земјата, неколку амбасади низ целиот свет, беа на функција на еден кандидат од една политичка партија, создавајќи услови за нееднаков надпревар со однапред одреден победник. Овој феномен на злоупотреба на државните ресурси беше потенцирана од страна на мисијата на ОПСЕ ОДИР. Уште една, но со големи последици, дополнителна причина зошто треба да се повтори изборниот процес во диаспората се 450 гласачи на пустец кои, покрај фактот што со закон немаа право на глас, тие гласаа во сомнителни околности во нашата амбасада во Тирана, снабдувајќи се со лични карти во еден хотел од спротивната страна. Од кога хотелите и пренечиштата се претворија во шалтери за издавање на лични карти. Сите овие обиди се со цел да се оштети кандидатите албанци со поширока поддршка во диаспората, беа помогнати од страна на нашите политички опоненти, ДПА и НДП, кои покрај фактот што не спроведува ниту еден ден кампања и не евидентира ниту еден иселеник, се представија со кандидати со единствена цел – распарчување на гласовите на албанците во корист на Македонската партија. На крај, во мое лично име и како шеф на изборниот штаб на диаспората, но и во име на Демократската унија за интеграција, сакам да изразам благодарност до сите иселеници кои гласаа и до оние кои неправедно беа исклучени од овој процес, а беа присутни на гласачкото место. Воедно, изразуваме длабоко жалење и извинување за долгото чекање, изгубеното драгоцено време и за напорот да се појават на гласачкото место. Кој ги издавал овие лични карти, бидејќи нели вие сте бевте дел од владата? Бидејќи личните карти, кој ги издавал? Министерството за внатрешни работи. Не може друг да ги издаде тие лични карти. Но на скандалозен начин, значи во хотел спроти амбасадата во Тирана, и имаме сознание дека по гласањето пак се одземени тие лични карти.
Дали ДУИ ќе го прифати легитимитетот на председателот Иванов, затоа што нели според вас тоа не е консензуално? Денеска, значи, темата е за диаспората, се што ви интересира во однос на диаспората, сум на располагање. За другите прашања ќе се обратите до портпаролот на ДУИ Бујар Осман.